Денеска ќе биде последниот чест деј од зимскиот распуст. Се надевам ќе биде завршен со полна пара и голем интензитет, иако за доручок имам земено само една банана. Сонот беше солиден, очекувам добар и интересен тренинг со голем интензитет, исто така голем волумен, зашто да не. И останува да уживате во видеото. Зашто бенч прес како прва вежба на 6 дни? Тоа е така поради тоа што оваа вежба најдобра, најзахтевна за самите гради, троши највише енергија, дава најдобра стимулација за градите, највише изморува и е една од основните теретански вежби која секој мора да ја прави ако сака да оформи добра града. Завршена и последната бенч сесија за зимскиот распуст. Жалам што завршува. Видеата ќе бидат по-неквалитетни, ама сепак идеме во полна пара. Еден месец како не еден, два, како не правам инклайн дамбел и овој програм, еве видовте, доведе до максимум 80 ЛБС или скоро 40 кила, 6 пати до 45 или 90 ЛБС, 40 кила, дури 9 пати. Така да, уште еден доказ дека градите се поврзани меѓусебно со секоја вежба. Зашто ја заменив чест прес со инклайн бенч? Проста причина, последен чест деј за зимскиот распуст и сакам да ги тестирам силите. Оваа серија беше втора, 100 кила,
отприлика 8 пати, 7. Што е тешко? Пред 2 месеци, пред да го почнем овој програм, нова машина 100 кила не може да ги има. Взехме на катини и се напускат. Incline flies или летане на катина на група. Доста различно като пресите са големи килажи. Поред нещо гледате, нямам тук така възможност да падне и градата да се скине. Затоа, все пак и ова е голив премногу, но или взимаме ризици или ги губиме шансите. Завършен още един chest day. Тотално задоволен, пампът беше супер, вежбите бяха супер, килажите бяха супер. Едноставно вака трябва да изгледа един тренинг со голем интензитет и низок волумен. Мала ротација во вежбите, 5 серии кај првите 3 и 3 серии кај последните 3, кои некој воопшто и не ги снимав, за да не биде досадно видеото. Промените ги направив за тоа со цел да ја видам силата која ја даде програмот и одлично задоволен од неја. Фала што го изгледавте и ова видео, се надевам беше добро. Лајкнете го видеото, субскрайбнете на каналот и тоа е тоа. Фала.